Премиерата до 3 вечери, во колку часот и за каков тип на представа станува сложба? Добра, еве ја како најнаспана од ненаспаните. Станува збор за Жена од минатото, представа од германски автор. Премиерата пишува дека е во 8 часот во Театар Куманово, 7. Каков тип на представа? Значи, ако треба да ја дефинирам во некој жанр, може би кажала дека е трилер. Некој ќе ја доживее како трилер, некој ќе ја доживее како хорор. Некој може би ќе биде смешно, не знам. Ова е важна соработка за мене, затоа што прв пат работам со Нела Видошевиќ. Се знаеме од поодамна, генерацијскиот факултет. Прв пат работам исто мој колега драг Игор Ангелов и со некои нови луѓе овде работам во театарот. Имавме макотрпен, како да кажам, баш тежок процес, ама мислам дека извадивме одличен продукт и дека вредеше сета мака. Прашање за Нела, ако може микрофонот само. Каква беше работата со актерите од Кумановскиот театар? Како вие ја доживеевте соработката? Дали повторно би се работувале со овие актери? Да правиш уметност во Македонија е во суштина многу тешка работа. Бидејќи да се бавиш со театар, не знам, како да си се осудил на мачење. Бидејќи оваа држава, мислам дека не ги обезбедува основните услови за работа во театар. Кога зборам основни услови, мислам на хигиена, мислам на организација, мислам на финансиска поддршка од Министерство за култура и мислам дека ние проектите сме навикнати да ги правиме со многу мал буџет и секогаш имаме тенденција да се адаптираме кон нешто. Значи јас не го креирам својот свет од нула, туку секогаш тргнувам да се адаптирам на околностите и на буџетот. И се имајќи го тоа во предвид, тоа е, како да кажам, тоа е од една страна неблагодарно, а од друга страна па е како еден вид на чрличање за понатака. Значи ти успеваш да направиш практично од ништо нешто. Сега јас во цела оваа соработка можам да кажам дека ќе си отидам доста радосна, бидејќи театаров кај нас, значи тврдам, тоа се држи на ентузијазам на екипа и на глумци, што е нормално и најважен дел за еден театар. Така, ако немаш ти желба за работа, ако немаш ентузијазам кај екипа, онда не можеш ни да извадиш добар продукт. Така да, ја мислам дека направивме одлична представа. Мислам дека представата е многу силна, емоционално. Она е напишана како психолошка драма. Ние ја форматиравме во еден вид на трилер и мислам дека направивме едни сериозни, да кажем, психолошки карактери, кои што се втемелени во една доста современа стилска структура. Што да кажам, мислам задоволна сум, види, тоа можам сигурно да го кажам дека е изваден максимумот, меѓутоа никогаш не сакам да бегам ни од она што се аномалии, знаеш, за генерално за културата во нашето општество и секогаш сакам транспарентно да зборам за нив. Инаку за представата друго, можам да ви кажам дека зборува за распад на една фамилија, односно за тоа како Добро, зборува за распад на една фамилија, односно за тоа како минатото се рефлектира на иднината. Сашка ја игра жената од минатото, тоа е мистериозната жена практично, поради која почнува распадот, буквалниот распад на таа фамилија. Друго не би зборала понатака, за содржината не би раскажувала, иако приказната, да кажем, едноставна, меѓутоа е многу напишана во многу комплицирана временска рамка, доста интересна структура, да кажем, во која што времето оди напред-назад, значи се мешаат денови, се мешаат сати и така натака, и од тој тип, да речем, за мене режисерски беше доста интересно да истражува. Не е прв текст што го работам од Чимов Фенинг, значи сум работала и предходно.
Он е представник на новата современа драматургија, он е нешто што е, да кажеме, многу блиско на мене као режисер, на мене као естетика и некако се на секој ќе го вака кога ќе го сублимирам чувството ми е позитивно. Најмногу се разбира заради екипата и заради глумците со кои што првпат соработувам и да кажеме таа радост на работа со нив беше тоа што мене ме одржа да ја избуткам представата до крај, да ја направам таква каква што ја замислив, да речеме, на почетокот. Така да добра е представата, јас сум многу задоволна. Сега публиката ќе се каже, знаеш, можеби ова е поразлична представа од тоа што е навикната публиката тука да гледа. Колку што јас знам, повеќе имате комедии, значи мислам дека акцентот е таму така на театарскиот репертоар. Ама ова е, мислам дека има тука некој хумор кој што е тумачен, да речеме, преку сериозност на ситуација, меѓутоа е, да кажеме, пак една посериозна градска структура. Така да е доста, мислам дека е доста оригинална представата и глумците играат доста оригинално, доста добро ги водат карактерите и тоа е све ставено во еден знаковен јазик кој што јас го развивам веќе неколку години, откако се бавам со режија, да речеме, 8 години. Али тоа е сега да не ве замарам со мојот јазик, да не го објаснам. Прашање за некој од актерите. Дали имаше нешто што посебно ви представува предизвик при играње на текстот на Шимон Фенинг? Како? Што? Дали имаше нешто што ви представува особен предизвик при изведување на текст на Шимон Фенинг за некој од актерите? Секојаш германските текстови се предизвик, може да каже Игор тој. Тој има игра на други текстови. Здраво, фала за просторот медиумски вака во овие чудни времиња, абсурдни времиња. Чудно е што вака сега што во овие чудни времиња ние разговараме за театар, во ова време не време, каде што тотално не се знае што се случува со се околу нас, што ние збориме за една благородна идеја што не врзува, тоа е театарот. Првпат работам во Кумановски театар, среќен сум заради тоа, привилегија е да работиш со Нела Витошевиќ. Ова е наша шеста представа што ја правиме. Значи нема да ти одговорам на прашањето, сакам да кажам да заокружам околу целата работа. Драго ми е што запознав колеги, мислам дека тука има една млада генерација што се создава во Кумановскиот театар, која што чувствувам дека ќе бидат предводници за скоро време, за најскоро време на новата генерација млади актери. Тука е и Сашка Јасмина, кој што со Сашка сме работеле како студенти во некои вежби, со Јасмина првпат работам, благодарност до сите. За условите нема да спомнам ништо, тоа си го знаеме ние многу добро, сигурно и вие го знаете. Представата е доследна, стоиме за представата 100%, тоа е многу важно. Представата е тоа што сме ние, тоа што е Нела, тоа што сум јас. Нема да кажувам други работи, едноставно уживам во процесот и мислам дека создадовме прекрасна представа која што долго ќе се игра на репертоарот тука во театарот. Благодарност што дојдовте уште еднаш за просторот и фала за се. Младите сакам да кажам.